Во услови на брзо темпо на живење, брзи технолошки промени или промени на средината, се позастапена е паниката и анксиозноста кај луѓето. Психолозите велат дека овие состојби во поново време се позачестени кај помладата популација. За некои може би звучи како лесно совладлив проблем, но лицата кои се соочуваат со напади на паника или анксиозност го доживуваат како прилично непријатно искуство, иако се свесни дека потекнува од емоционална природа. При ваквата состојба психолозите советуваат дека најважно е да останете позитивни и да бидете трпеливи со себе. Можеби ќе ви биде потребно време, но не губете верба во себе. Ставете го умот и телото во баланс, научете ги да работат взаемно преку повторување на секојдневни навики кои ќе ви помогнат да се справите со нападите на паника. Нападите на паника не бираат возраст и пол, иако најмногу се регистрирани кај лица од 20 до 30 годишна возраст. Без разлика колку долго се соочувате со овој емоционален проблем, треба да знаете дека можете самите да ги искорените. Потребна ви е само упорност. Во разговор за Прва Скопска, психотерапевтот Милка Ололоска вели дека еден од вообичаените начини за третман на паничните напади е комбинација од медикаментозен третман и психотерапетско советување. Значи, она што јас најмногу им го препорачувам, кога ќе почне ситуација да себе се посматрат, барајќи нешто што стапува од вообичаено, во смисол, еве, пулсот ми е покачен. Земат одма апарати, мерат притисоци. Со самото мерење, тоа сите ние го знаеме, дека вредностите не се реални, ќе покажат зголемување и после почнува приказната, еве не ми е добро, еве се препотувам, не можам да дишам и така натаму. И личноста веќе, благодарение на тој анксиозен самоговор, широко ја отвара вратата на конкретен паничен напад. Значи, не мора никаде да се наоѓа, седи дома, тотално релаксиран, почнува да се посматра, почнува тие анксиозни негативни мисли, не ми е добро, сигурно ќе умрам, сигурно ќе паднам и така натаму. Велам, посвеста сето тоа го прима дека е реалност и нормално почнуваат сите органи да зголемуваат својата функција, затоа што веќе стравот почнува да оди во нагорна линија. Во тој момент се препорачува, место да продолжат со тој анксиозен самоговор, да направат дистракција, односно пренасочување на вниманието, да речеме, зависно каде се. Значи, на сега, нивното внимание мора да биде насочено на сега и овде. Да речеме, во овај објект сега да бројат колку има предмети со плава боја. Или масата е бела, ова е црвено и така натаму, она што е од нивното непосредно обкружување, или да прават некоја математичка операција со точни резултати во својата глава, или, например, да погодуваат, еве, да речеме, вие колку имате години, господинот со која професија се занимава и така натаму. Одредениот степен на депресивност е секогаш присутен кај паничните растројства, така што психотерапетското советување се фокусира и на изнаоѓање начини за повторно враќање на загубената внатрешна смисла, како и враќање на задоволството на живеењето. Другиот начин е сузбивање на растројството без употреба на лекови, на природен начин, односно само со психотерапија. Релаксацијата и вежбите за дишење се вообичаено користени дополнителни техники. Успешното секојдневно намалување на степенот на анксиозност е многу важно бидејќи паничниот напад, иако со изразено негативно влијание врз поединецот, врз основа представува само едно од најчестите начини на растоварување на постојната внатрешна напнатост.